Денеска повторно ви подготвив посен рецепт. Подготвив посен рецепт заради тоа што сме длабоко навлезени во великденските пости и знам дека на секој од вас ви треба можеби поддршка за да смислите и добиете инспирација што вкусно би конзумирале за време на ручекот или вечерата. Денеска ќе подготвам два постни рецепти. Ќе направам рестован компир. Рестованиот компир знаете сите како го правиме, малку кромит, малку варен компир, сето тоа убаво изгмечено. Јас ќе го малце ќе го однесам на поинакво ниво и ќе го карамелизирам кромитот со малку црвено вино. Само за да му додадам на вкус и да имате побогат вкус на самиот оброк. Ќе подготвиме рестован компир со кромит и ќе направиме една тава. Тавата ќе ја направам од оној стандарден начин кој си правиме дома, не знам, селско месо или било која тава која содржи внатре многу кромит, многу македонски зачини и вкусови, но јас денеска ќе ја направам од печурки. Печурките се замена за протеинот и се дозволена состојка кога постите, така да оваа тава ќе биде полна со кромит, печурки, ќе додадам малку ориз за да му додадам на суштина и полека ќе ги составиме сите рецепти. Најпрвен ќе започнеме со прво да ја уклучам рерната, секако е мојата на горење. Знаете дека сите апарати ми се на горење. Ќе ја уклучам на отприлика 200 степени, бидејќи внатре ќе сакам да ми биде топла веќе за да можам да ја испечам тавата со печурки и ќе загреам малку масло. Секако денеска ќе користиме сончогледово брилијант масло кое е неизоставен дел од нашата македонска кујна. Секаја храна мириса баш на брилијант и на дафинка. Мислам дека малце го прегреав вокот. Денеска ќе си поиграм со мојата играчка вок на карес. Само малку нека се подизлади додека го подготвам кромитот. Имам 2 главици кромит. Ќе ги исачам на тенки кришки, а потоа ќе ги пропржам. Ќе ги пропржам со сол, да испуштат водата, ќе додадам малку дафинка и на крај ќе ставам шеќер. Секогаш кога немате финта како да направите некој јадење да биде повкусно, додадете една лажица шеќер. Знам дека е зависност и знам дека не е секогаш здрава варијанта, но го подобрува вкусот на многу јадења. На полумесечинки. Дебелина од прилика 5 мм. Гледате сите да се исти, за да некој да не изгорат, некој да не останат не испржени. Се надевам дека нема да ме расплаче, дека денеска сме другари со овој. Да, не, ќе ме расплаче. Најдете ми некоја финта за да не плачам од сечење кромит. Многу е сложено да плачеш на телевизија од готвење. Ги пробав сите финти, сите оние видеа кои може да ги најдете на интернет, брашно на даска, чепкалка за заби во уста. Ништо не помага. Апсолутно ништо. Ќе го пропржиме кратко. И од кога целосно е облеан со масло, ќе додадеме сол за да ја испушти целата вода. Јас ги сакам вкусните јадења. Морам да ви кажам дека не постам, но голем љубител сум на храна која не содржи месо, така што секогаш барам најразлични вкусови додатоци кои може да направат храната баш за да им ја понудам, но оние кои тврдат дека во животот не можат да поминат без дека оброк не е ако не содржи месо и секогаш баш како еден предизвик го чувствувам моментот кога некој ќе ми каже не можам да седнам да јадам без месо. Затоа креирам секогаш вегетаријански или вегански оброци кои се многу богати со вкусови и мириси за да бидат соодветни за оние кои баш сакаат да конзумираат месо. Од кога кромитот ќе застакли, следно што ќе додадеме ќе биде малку дафинка. Денеска баш автентично македонски вкус. Црн бибер. Убаво и дарежливо. Ќе го пропржиме и следно што ќе додадам ќе биде
малку шекер. Простете ми за тоа, но ви ветувам дека сосот ќе биде феноменален. Самиот крумит во себе содржи доста шекер и си трпи да добие уште малку на благост. И последната состојка, која ќе ни биде потребна за да го издинстваме крумитот, ќе биде црвено вино. Алатката на карес, која го леснува отварањето за трапчовци како мене. Толку. Надре ќе ставиме само малку, од кога ќе видите дека крумитот веќе има промената бојата, има станато прозирен, односно транслуцентен целосно, додаваме црвено вино и ќе му дадеме убаво да се издинста во виното, алкохолот да испари, да остане само вкусот, а за тоа време ќе ги подготвиме компирите. Имам веќе сварени компири. Однапред сварени компири кои треба да бидат со лушпа варени. Доколку ги исечете, ќе се наполнат многу со вода, па нема да ви биде баш рестован компир кој треба да биде различен измеѓу пире, измеѓу варен компир, измеѓу печен компир. Така што јас имам тука некоја количина на компир, ќе ја изгмечам. Имам околу, мислам дека килограм компир или можеби помалку. 6-7 за оваа количина на крумит. И грубо ќе ја изгмечам со гмечалка, не треба да направите пире, туку само треба баш парченца од варениот компир. Ќе го зачинам со уште малку дафинка. Бибер. И сол. Ќе почекам да се издискута крумитот, потоа ќе го префрлам и ќе направам малецки топчиња кои ќе ги печеме во рерна. Комплетно го издиставме крумитот, веќе се умекна, не знам дали може да забележите, останате бојата на виното и маслото. Ставив поголема количина масло, бидејќи целиот крумит ќе го крумит денеска, маја. Целиот крумит кој го издинставме ќе го префрлам во гмечениот компир. Само благо ќе промешам за да се соединат, да навлезе маслото по целата смеса. Само благо промешувате. Имам една тава. Ставив хартија за печење и ќе искористам лажица за сладолед за да можам да ја контролирам количината, односно сакам да имам еднакви парченца кои треба да се потпечат. Ќе направам топчиња практично од пирето и крумитот, цела тава, и ќе ги ставам во рерна од прилика 10 до 15 минути. Тоа го правам затоа што сакам да се спојат сите вкусови внатре, да попреми малку компирот од сосот од виното, да се потпечат и да имате еден совршен додаток и прилог на тавата која ќе ја направиме. Компирот го испековме рестованиот, само го потпековме практично за да му го интензивираме вкусот внатре. Кога веќе зготвената храна решавате да ја допечете во рерна, го давате тој вкус на печена. Доколку ја може да ја конзумирате апсолутно ако сакате како поздрава варијанта и помалку термички обработена, може да ја конзумирате и така, тоа ќе биде некој рестован компир во форма на пире. Но кога сакате да ги интензивирате вкусовите, секогаш дадете
им на состојките уште 10 до 15 минути во рерна, тогаш тие се спојуваат и се интензивираат. Маслото е секако задолжено за да го подобри тој вкус. Следно што ќе направиме ќе биде тавата од печорки. Сигурно сите дома сте правеле селско месо, сте правеле гулаш или паприкаш или било каков рецепт кој внатре содржи неколку основни состојки. Свинско, телешко месо, може би печурки, моркови, убава запршка и созна база на црвен пипер, малку ловоров лист и сето тоа долго крчкање во рерна. Јас денеска ќе направам една таква тава од печурки. Ќе искористам многу кромит. Ќе искористам скоро 3 главици кромит, од причина што кромидот ќе го динстам долго и внатре дополнително ќе го печам. Тој ќе биде благиот вкус и благата нишка и ќе помогне да се згусне сосот и да направи посуштинска состојка внатре за која ќе земете залог да имате представа, да имате чувство дека можеби конзумирате нешто кое содржи месен протеин. Имам 3 главици кромит, ќе го загреам моето лео тенџере, секако на карес. И повторно брилијант сончогледово, денеска во оваа цела емисија користиме брилијант сончогледово масло. Ставете убава количина да се стопли, бидејќи ќе имаме поголема количина на состојки, затоа користам тенџера. И кромидот ќе го исечкам на коцки. Сакам да се изгуби внатре, значи не сакам да ми остане во полумесечинки, да ми биде многу присутен, а сакам да го задржам тој убав благ вкус. Не мора на многу ситни. Ќе го пропржиме, ќе му дадеме време. Значи на секоја состојка што ќе додаваме, малку по малку ќе дадеме време. Значи кромидот ставете го, дајте му 5 минути да се пропржи. Морковот ставете го, дајте му 5 минути. Печурките за да добиете 20-30 минути варење само на рингла. Тоа значи дека сите состојки веќе ќе бидат сварени, веќе ќе ги имаат испуштено своите вкусови, а во рерната само ќе се допечат и ќе го добијат тој вкус на печеното. Така ќе го скратите и времето за готвење. Бидејќи е многу различно кога се готви на рингла или во рерна. Малку по малку ќе го додавам кромидот целосно, значи 3 главици кромит бел. Црвениот доколку го ставите има малку на толку обработка, добива малку горчлива жичка, така да црвениот секогаш користите да го свеж. Или пак во рецепти каде што имате кратко пржење, за да не му се активира таа горчина во позадина. Префрлете го остатокот од кромидот. Сега ќе му дадеме време. Сега е време за тоа време кое ви го кажам. Сакам се да пржиме на ниска температура, полека, сите состојки да ги испуштаат своите сокови, а да примаат од претходната која сте ја ставили. Така што 5 минути кромидот, за да му помогнеме. Секогаш сол, убав прштафат сол, ќе имаме голема количина и 5 минути. Кромидот се пропржи на тивко, застакли целосно и испушти своите сокови и го обработивме за да биде сосот. Следно што ќе додадеме се морковчиња на крупчиња. Јас сакам моркова да го сечам малку подебела, од причина што сакам да имам нешто да загризам. Чисто од текстура го сечам на поголеми крупчиња и не го сечам на коцки. Госпожа Бони се прибра од двор, ужива во сонцето денес. Додадете го морковот внатре. Јас мислам дека го исклучив, да. 2 моркови. Морковчиња, ќе кажев, како да сме во градинка. Јазикот ни е полн со деминутиви. Морковот сега 2-3 минути за 5 до 5.
за да ги прими сите вкусови на кромидот и својата благост да ја активирам. Не знам дали сум ви кажала за морковот, меѓутоа морковот има внатре бета-каротени, неговите состојки најдобро се конзумираат доколку термички е обработен. Односно, многу подобро би ги користеле својствата на морковот, дали е тоа за видот или бета-каротенот за имунитетот, најдобро се користат во телото доколку морковот е термички обработен. Иако и како жив имате други придружни микронутритивни состојки кои можете да ги искористите, но главната состојка најдобро се користи во телото доколку е термички обработен. И сега додека морковот малку ми се пропржува, ќе ги подготвам печурките. Имам обични шампиньони. Шампиньоните немој никогаш да ги миете, ама никогаш, заради тоа што ќе се напијат од вода и понатака ќе се разлигават. Шампиньоните се чистат исклучиво со четка пред да се конзумираат. Треба да останат суви, бидејќи 80-90% од својата состојка е вода. Полека ќе ги додадам печурките внатре, да почнат да се пропржуваат. Промешајте. Секогаш бидете внимателни кога додавате состојки и да имате доволна количина на масло, можеби тука 7-8 лажици брилијант ставив. Значи имаме голема количина и бидејќи печурките се сунгерести, ќе го впијат маслото, секогаш внимавајте да додадете доволна количина на масло, иако секогаш може да додадете отпосле, меѓутоа секогаш кога ставате студени намирници во процесот на готвење, знаат да го пресечат јадењето, да го намалат малку квалитетот на вкусот, но нема да видите грев готвиме дома, така да. Но ако сакаме да се подобруваме во нашите вештини, треба да пратиме некои совети кои јас ги добивам читајки и истражувајќи. Веќе знаете дека не сум образувана за ова што го правам тука. Не знам дали можеби во првата емисија ви кажав дали знаете што сум по професија. Јас сум по професија архитект. Некои од вас кои подолго можеби не следат веќе знаат. За тие што сега се вклучуваат, по професија сум архитект. Меѓутоа, работам на проекти кои се за заштита на ранливи категории на луѓе, каде има градежни компоненти, па така можам да си ја спојам својата пасија за заштита на оние кои се ранливи со она што ми е реална професија. И баш сум присутна на градилиште, носам шлем. И баш ми е забавно, си ја обожавам професијата, морам да ви кажам дека си ја сакам премногу професијата. И многу колеги се проектанти, го сакам и проектирањето, сакам и интериери и проектирање на ново создадени објекти, но некако многу убаво ми легна оперативата. Односно, се она што подразбира дека сето тоа што некој го нацртал, некој треба да го изгради на крајот на денот. И баш убаво ми легна тој дел во последниве години, иако сум се занимавала со најразлични делови од професија во мојата кариера. Ќе му дадеме повторно 5 минути пред да додадеме следната состојка. Тука имам 2 чешниња лук кои ви се неизоставен дел. Сепак се работи за постно јадење и му треба арома внатре, му треба нешто што ќе го направи попривлечно. Нема нешто друго што би го направило тоа, освен лук. Лукот ни е баш неизоставен дел во овој рецепт. 2 чешниња. Многу е практично оваа алатка на карез, го собира целиот лук од површината, делумно останува на долната страна и можете да го искористите целото чешне и многу лесно потоа да го измиете, зашто не знам дали можете да личите, се вади комплетно лушпата во парченца, што ја прави многу попрактично од оние кои се на притискање. Следно што ќе додадам внатре ќе биде малку ориз. Оризот го додадов заради тоа што сакам да има текстура. Ми фали нешто суштинско внатре, кое покрај печурките ќе ви дозволи да имате искуство дека јадате баш некој богата тава.
ова ќе не рековме ќе ја конзумираме само посна. Пропржете го оризот и нема тава без дафинка. Убаво и дарежливо зачинете со дафинка. Ставите бараат трпение, не знам дали го имаме сите тоа трпение, но бараат трпение и поспоро додавање на сите состојки за тие да го оформат целиот вкус на крај. Ставам сув ловоров лист, како што би одела во тава, нели, за селско месо. Ќе додадам малку шеќер, една лажичка, за да го подобрам вкусот. И малку оцет балсамико. Како зачи. Ќе го одложам на страна, за да направам класична македонска запршка. Знам дека не е здрава и знам дека многу од вас избегнуваат да ја конзумираат, но во тавите мора да ставите нешто што е на база на брашно, на црвен пипер, да го попарите, за да го имаат тој автентичен македонски вкус. Запршката е дел од нашата традиција и мислам дека постојат многу понездрави работи што ги правиме од една лажица брашно пропржена во масло, а таа го прави целиот вкус на крајот. Јас имам уште едно тенџерче лео, ќе ставам уште малку масло, секако брилијант. Неколку лажици. Имам црвен пипер. Ќе го пропржам. И имам брашно. Фали лажица. Убаво пропржете ја. И начинот на кој јас сакам да го правам ова, бидејќи во тавата фали малку вода, значи ја го пропржувам црвениот пипер, го пропржувам малку и брашното, заради тоа што споро, како кога би правеле бешамел, заради тоа што сакам да биде згуснувачот во тавата. Го пропржам малку и ќе додадам вода и потоа ќе го прелијам на начин на кој би се правел бешамел, можеби. Еве гледате, веќе се згусна брашното и ќе ставам вода, затоа што тоа ќе ми биде тоа што во кое ќе ми се вари тавата. Дека ми фали уште вода. Практично треба да направите сос. Ќе го згриеме сосот. Ќе му дадеме некоја минута да се состави. Ќе си помогнам со маталка за да избегнам грудчиња. Ќе имам густ, убав сос. Ќе му дадам некоја минута да се спои. Имам прекрасна земјана тава. Рирната не ја уклучив овој пат, бидејќи знаете дека земјаната тава секогаш треба да оди во студена рирна, за да не ви пукне. Ќе ја префрлам целата количина од тенџерето. И ќе ја попарам со сосот кој го направивме. Кетчап би било исто така супер додаток, доколку сакате да го подобрите уште повеќе вкусот. Витаминка кетчапот е совршен баланс на кисело, благо, доматот во позадина. И начин на кој јас сакам ова да го направам е да ја измешам целата количина за да се спои. Секогаш ставам од озгора мал допир дафинка, тоа ми од баба ми. Вака ја правеше тавата со ориз или се што подпекува во рирна, од озгора става дафинка за да биде вкусно на првиот залак, ви кажав слоевите за солување. Го ставам капакот и оди во рирна околу 45 минути до час, односно готово е кога целосно ќе видите дека се имаат споено сите состојки. На крај извадете го капакот да се подпече, да направи убава коричка и уживајте со вкусот. Се гледаме за кратко со двата рецепти.
Ако е постно, не значи дека не треба да биде многу вкусно и богато. Моите рестовани компири со сосот вино се веќе готови, ги извадив да ги видите како изгледаат и само мојата тава од печурки. Баш личи на селско месо, не знам дали ќе се сложите со мене, а има многу сличен вкус. Може би фали месото, но јас мислам дека е баш погодена. На крајот, јас би ве советувала да ставите, можеби, малку сецкан Макдоналдс. Јас ќе извадам малку, само да ви покажам каква е внатре целата текстура. Запечено е, вкусно е и е целосно слично на... не можам да го пробам за да ви кажам каков е вкусот, но мириса совршена. И на крај ќе ставиме, јас би ставила ситно сецкан Макдоналдс, бидејќи ми фали нешто зелено внатре. Еден грст Макдоналдс, убаво на ситно ќе го исечкам. Не сакав да го ставам внатре, затоа што ми фали малку како боја. Како ставивме внатре, ќе изгубеше целосно бојата, ќе се изгубеше низ внатре, ставивме доволно зачини. И убаво ставете дозгора за декорација и малку врз тавата. И тоа беше се за денеска. Јас се надевам дека ви се допаѓа тоа што ви давам, можеби предлози за постни менија и нешто што може да го конзумирате секогаш кога сте на пости. Се надевам дека ќе не гледате редовно и дека заедно ќе креираме различни рецепти во иднина постни, мрсни, секакви за нашите потреби. Јас мислам дека овој рецепт, ако го пробате, ќе биде дел од вашето постно мени, а можеби за оние кои се вегетаријанци, исто така е добра верзија за ручек или вечера во некоја обична прилика. Останете ми добро и следете на нашите профили. Инстаграм и Фејсбук секогаш ги делат рецептите кои ги правиме во емисиите, а на YouTube може да ги добиете инструкциите. Не беше некој сложен рецепт, но е направен по традиционални начини на подготовка на нашите македонски убави храни. Секогаш ставајте витаминка, дафинка и брилијант внатре за да имате автентичниот вкус. Ние се гледаме веќе во следната епизода.